Вести на Канал 8. Добро вечер. Ограбена црквата во изградба Света Петка во Кочански дол. Крадците однале поголем дел од набавениот материјал за работа, како и пари и други вредни предмети во манастирот Свети Ѓорги веднаш до црквата. Штетата се проценува на околу 1500 евра. Во вторникот вечерта ограбена црквата во изградба Света Петка во Кочански дол. Крадците го однале материјалот кој црковниот одбор и домакините го набавиле за доизградба на црквата. Ограбено и манастирчето посветено на Свети Ѓорги, што се наоѓа веднаш под црквата во истиот манастирски комплекс. Оттаму е однесена касата во која имало 7000 денари. Крадците украли и други предмети и вредни работи кои стоеле во манастирчето и им служеле на домакините и верниците кои редовно се собираат на славите што се организираат во манастирот. Јас вчера среда доаѓах и видов дека се катанците искршени, 8-9 катанци са, 9 уствари. Земено е многу работи, земено е цевки, земено е жабици, земено е наставци, земено е пари, земено е зајтини, шике, боб, ориз, тоа се е земено. И сега има некои ситни работи кои още не може да ги забележам, ама чини ми се дека некаде, јас ќе даме на по-голема обширна изјава, некаде околу 1500 и 1400 евра некаде тука тоа ќе кошта. Цевките беа за тоа и жабиците да се направи скели и да се прави. И сега чудиме се од дека ќе ги вратиме тие жабици и тие цевки, а скапи се многу. Црквата Света Петка, која започната со градба пред неколку години и чии темели беа осветени од митрополитот Брегалнички Иларион, се гради со голема љубов од верниците, кои доаѓаат на собирите што се организираат во неделата по Великден, така наречена Томина недела, и на празникот посветен на Света Петка 8 август. Домакините и црковниот одбор бараат помош од сите верници, колку можат да помогнат за обновување на манастирот, со цел да може без проблеми да се одржи славата која секоја година се организира една недела по Великден. А сега ден иде, ако hoќат некои да помогнат за дено, добре дошли. Ако не, што најдеме, тоа ќе им принасаме тука. Нема да ги гостуваме како напред што беше, затоа што сме оштетени многу. Парите са ни земени, ние што ни беа припремани за дено, тие са ни земени пари. И сега нема... Колку пари се земени? Па укупно некаде околу 7000, а ситни па не знам колку. У сандъку ни беа тие што беме за ден остили, железен сандък разбиен, у подрум стоеше и сандъко разбиен и надвор голем катанец, тај со малку нешто не може да се разбие. Тоа е голема. Сите простори се разбиени и сегде е проверувано дека што има, што им требало, тоа се земали. Ова не е прв грабеж на двете манастирски цркви во Кочански дол. Пред 2 години манастирскиот комплекс беше мета на крадци, кога исто така беа однесени значајни делови од манастирот и беше направена голема штета. Пред само 1 година овие две манастирски цркви претрпеа и голема штета од поплавите од поројните дождови што во тој период го зафати Кочани. Во текот на вчерашниот ден Кочанската полиција направи увид на местото и во тек е проценка на направената штета и украдениот материјал. За грабежот се известени и надлежните во Кочанскиот храм Свети Ѓорги. Представници од Европската Унија нудат своји предлози и искуства за изградба на регионални депонии во источниот и североисточниот регион. На советување што се одржа во Скопје, представници од општините од овој дел на државата слушнаа за можните сценарија за избор на локации и видот на регионални депонии што се соодветни кај нас. 4 можни сценарија нудат експертите од Европската Унија за собирање и управување со цврстиот отпад во Македонија. Тие им беа презентирани на представници од општините во источниот и североисточниот регион на работелница, на која се разгледувани најприфатливите решенија за секој од регионите. Според предложените сценарија, во управувањето со отпадот се вклучени домакинствата и правните субјекти, при што кај првото сценарио се поставува само една канта во која се собира мешан отпад, слично како и досега. Во второто сценарио се поставуваат 2 канти, една за органски материи и друга за мешан отпад. Кај третото сценарио има канта за мешан отпад и канта за материјали што можат да се рециклираат, а кај четвртото сценарио постојат 3 канти, по една за рециклиран отпад, за органски материи и за мешан отпад. Различите можете се сценарио и сценарио номер 3. Според нас најдобро сценарио е сценарио број 3.
кој што има канта за материјали што може да се рециклираат и канта за мешан отпад. Отпадот од кантата за материјали што може да се рециклираат се третира во капацитет за рециклирање на материјали, додека пак отпадот од кантата за мешан отпад се третира во постројка за механичко-биолошки третман. Ова сценарио ги постигнува целите, а исто така и најекономично. Освен тоа, тоа сценарио најлесно може да се примени страна на граѓаните. Според европските експерти, локацијата на едната регионална депонија мора да се одбере врз основа на објективни критериуми што се поделени во 4 основни категории. Првиот е геолошкиот критериум, при што се испитува геолошката соодветност на локацијата. Втор е критериумот на животна средина, односно еколошкиот. Третата категорија се технички критериуми, како на пример колку е лесно да се спроведе проектот во одредена област, односно дали има патишта и инфраструктура за пристап. Четвртата категорија е економскиот критериум, при што се анализираат инвестицијските и оперативните трошоци. Според ЛОЛОС, 4 категории имаат своја тежина во крајниот резултат и локалните заедници можат да учествуваат и да се вмешаат во овој процес со тоа што ќе одлучуваат и ќе одредат важност на секој критериум поодделно во нивната област. Иако во досегашната работа на експертите не е вметната идентификација на локациите, сепак тие ги анализирале сите критериуми и воспоставиле основа врз која ќе се врши проценка на локациите во иднина. Пресконференција се одржа во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Околчани, на која партискиот председател зборуваше за реализирањето проекти за изградба на капитални објекти и за поддршка на земјоделството. Во изминатите 8 години, товарот и одговорноста на секој член на ВМРО ДПМН не беше мала, затоа што партијата во овој период беше одговорна за раководењето со државата. Таквата одговорност за секој од нас беше пред сите други приоритети, рече председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани Иван Иванов на пресконференцијата што се одржа во партискиот штаб. На неа тој потсети на заложбите за поддршка на земјоделството и изградбата на капитални објекти во општината. Според него, партијата досега понудила проекти што проверено се остварувале. Ние нема да понудиме празни ветувања, туку одговорно ќе дадеме програма со над 2000 проекти кои проверено се остваруваат. Кога сме веќе кај изборната програма, сакам да ви предочам дека ВМРО ДПМН се грижи за земјоделците и се грижи за земјоделското производство. ВМРО ДПМН знае каква грижа за земјоделците може да представува сушата, затоа најголем дел од средствата за инвестирање ќе бидат наменети за инвестирање во системите за наводнување. Како особено значаен проект во своето обраќање на пресконференцијата, Иванов ја издвои изградбата на браната Речани на Оризелска река, заедно со придружните објекти. Проект кој ќе обезбеди наводнување на 1500 хектари нови површини земјоделско земјиште. Проектот започнува со реализација 2014 година и ќе заврши за 5 години. Во програмата предвидовме и најмалку 20% повисоки субвенции за семејствата кои се занимаваат со земјоделие како претежна дејност. За сите кои имаат забелешки за динамиката на исплаќање на субвенции, ќе им кажам дека во новата програма предвидовме и календар за субвенции со кој јасно ќе биде определено времето за исплата на субвенциите, кои во новата програма се утврдени на рекордно високо ниво од 600 милиони евра. На пресконференцијата Иванов рече дека со поддршката за неговата партија, граѓаните ќе се придружат кон грижата за државата и заедничката нејзина изградба за идните генерации. Општина Виница продолжува со реализација на проектот за изградба на канализација во селските населби. Во моментот во тек е изградбата на колекторскиот систем во село Лески, за што е планирано да се потрошат околу 7000. Локалната самоуправа на Виница продолжува со инвестирањето во изградба на комунална инфраструктура во населените места во општината. Деновиве актуелна е изградбата на канализационата мрежа во селото Лески, каде градежните работи се реализираат етапно. Минатата година овде беа реконструирани 325 метри на улицата што беше асфалтирана во иста должина. Сега општина Виница со изградбата на канализацијата продолжува од другата страна на така наречениот Лесковски дол. Градежната група при јавното комунално претпријатие Солидарност веќе го започна поставувањето на канализациони цевки во должина од 330 метри, со што овој дел од селото ќе биде комплетно покриен со канализациона мрежа. За изградба на новата линија на канализацијата во селото Лески предвидени се 425.000 денари,
средства одвоени од буџетот на општина Виница. Во Кочани останаа нерегистрирани дури 2682 невработени лица. Од вкупно 243.085 невработени лица, кои според евиденцијата на Фондот за здравствено осигурување треба да се пререгистрираат, до крајниот рок потребни документи доставиле само 135.583 лица, или 55,78% од невработените. Лицата што го пропуштија рокот го губат правото на здравствена заштита на товар на Фондот за здравствено осигурување до моментот додека повторно не се регистрираат и во тој период за секоја медицинска услуга што ќе ја добијат ќе треба да платат на приватно. Осигурениците може да ги донесат документите за регистрација и по истекот на рокот, но со тоа губат континуитет во осигурувањето и дел од здравствените услуги нема да може да ги добијат и откако ќе го обноват осигурувањето. Поради прекин на континуитетот, 6 месеци по повторната регистрација, овие лица немаат право на ортопедски помагала, а жените го губат правото за надомест на породилно отсуство, ако претходно немаат 6 месеци непрекинато осигурување. Најголем број невработени од Скопје останаа без здравствено осигурување, односно 30.683 лица навреме не поднеле документи. Потоа следува Битола, каде што 9.443 невработени се пререгистрирале само 4.641 лице, односно без осигурување останале 4.802 лица. Во Кочани останале нерегистрирани 2.682 лица, во Штип 2.263, а во Дебар 2.073 лица. Сите невработени што нема да се регистрираат согласно со одредбите во Законот за здравствено осигурување нема да можат да го остварат правото на здравствени услуги и затоа апелираме и покрај тоа што поминал рокот да појдат во подрачната служба и да се пререгистрираат, велат од Фондот за здравство. Тијана Јовик освои прва награда на интернационалниот музички надпревар во УП Србија. Јовик беше дел од надпреварот по флейта под менторство на професор Ангелина Катмерова, а корепетитор е професор Дејан Стојанов. Тамара Охомуш, исто така ученичка во Основното музичко училиште Ристо Јуруков, в петок тргнува на истиот надпревар каде ќе учествува на надпреварот по виолина. Во Основното училиште Малина Попиванова се одржа општинскиот надпревар Детски семафор, чија цел е стекнување и проширување на знаењата од областа на сообраќајно-техничката култура. Победниците ќе учествуваат на регионалниот надпревар што ќе се одржи на 25 април во Штип. Надпреварот представува завршен дел од работата на сообраќајно-техничкото образование и воспитание на учениците, што како постојана содржина е застапено во основното образование низ наставните и воннаставните активности. Детскиот семафор годинава се одржа во Основното училиште Малина Попиванова. Учествуваа 37 ученици од основните училишта од Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Беше спроведен согласно правилникот за одржување со кој се утврдува целта, содржината, начинот, постапката за организирање и спроведување на надпреварите. На крајот од надпреварот, поединци и институции кои придонеле за успешно спроведување на надпреварот добиваат признанија, благодарници и дипломи. Општинскиот надпревар го спроведува Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со наставниците кои ги реализираат активностите од оваа област во училиштата. Се изврши писмено тестирање, а денеска сега моментално присуствуваме и на практичниот дел, односно полигонско возење, при што од најдобрите ученици, од писмениот и од практичниот дел ќе биде формирана група која што ќе представува трите општини на регионалниот надпревар од страна на локалните самоуправи, значи се обезбедени награди кои што ќе бидат доделени на прво, второ и трето место во мала група, прво, второ, трето место во голема група и прво, второ и трето место и од средното училиште кое што ќе учествува на регионалната, потоа и на државниот надпревар за сообраќајна и техничка култура на младите. Целта на надпреварите пред се е да се зголеми сообраќајната култура кај младите, а од друга страна е и младите да се дружат. Значи едноставно не само на ниво на општини, него и на ниво на региони, па потоа и на државниот надпревар, со тоа што се стекнуваат и сознаење кое ќе им овозможи понатаму во животот со познавањето на сообраќајните правила, прописи.
Победници на општинскиот надпревар во Кочани од малата група се учениците од 6-то оделение: Ивана Димитрова од Марина Попиванова, Михаела Манева од Никола Карев, Ана Накова и Давид Јакимов од училиштето Свети Кирил и Методи, Љубомир Давидков од Раде Кратовчи и Андри Стојов од Крсте Петков Мисирков. Од големата група ученици од 8-то оделение победници се учениците Ана Даневска и Ѓорги Петров од Марина Попиванова, Љупка Симонова и Симеон Стојанов од Свети Кирил и Методи, Љупка Јорданова од Никола Карев и Ѓорги Елиевски од Крсте Петков Мисирков. Регионалниот надпревар ќе се одржи на 25 април во Штип. Децата од детската градинка Павлина Велјанова во посета на основното училиште Малина Попиванова. Активноста е дел од интерниот проект на градинката Кочани граду мој. Според програмата за работа, децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова деновиве во посета на институции, училишта, локалната самоуправа, етно куќата и други значајни објекти на Кочани. Целта е запознавање на децата со институциите и нивната работа. Денеска го посетија училиштето Малина Попиванова, се запознаа со работата на наставниците и менаџерскиот тим. Целта на посетата е реализација на проектот Кочани граду мој, кој е интерен проект на детската градинка и се реализира на ниво на сите градинки. Секоја клон од градинките си има своји задолжени и обврски. Сето она што му дава белег на градот Кочани, сите институции, сите антиквитети од порано и завоиднина, сето тоа да се посети бидејќи дава карактеристика на Кочани. Децата задоволни од посетата. Некои од нив школувањето ќе го започнат токму во ова училиште. Денеска го посетиме училиштето Малина Попиванова. Така училиштето е многу убаво. Денеска ние го посетивме училиштето Малина Попиванова. Проектот ќе заврши на крајот од април со работилница под наслов Пилавијада, со што децата ќе му дадат значење на белото злато, по кое е препознатлив градот Кочани. Виница в петок ќе биде домаќин на традиционалната акција Сите на тркалца, во која се вклучуваат велосипеди, ролери и тротинети. Акцијата ќе има и забавен дел, во која ќе учествуваат локални музичари и гостите Силви Бенд. Општина Виница во соработка со двете основни училишта и средното училиште Ванчо Прке в петок ќе реализира традиционалната акција Сите на тркалца. Со возење велосипеди, ролери, тротинети, учениците ќе ја искажат својата поддршка за чиста и здрава екосредина, а паралелно со донирање парични средства ќе се реализира и хуманитарниот дел од акцијата. Годинава, според Зоран Ангелов, координатор на акцијата, средствата што ќе бидат собрани ќе бидат наменети за изградба на паркинзи за велосипеди во училишните дворови. Акцијата започнува во 12 часот, поднапред определена рута по која ќе се вози, а целна дестинација ќе биде градскиот парк. Акцијата во Виница ќе се заокружи со музичко шоу, со настап на локалниот бенд од средното училиште Ванчо Прке и гостите групата Силви Бенд од Скопје. Поради фудбалските надпревари по повод Светскиот ден на ромите беше одложено третото коло во училишната лига во мал фудбал за основци. Надпреварите се поместени за в петок со почеток во 12:15. Двојките на колото се Свети Кирил и Методи и Крсте Петков Мисирков, Раде Кратовче, Малина Попиванова. На табелата води Свети Кирил и Методи со 6 бодови пред Крсте Петков Мисирков и Малина Попиванова со по 3.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.